Почитувани колеги пратеници, министер, јас како пратеник го искажав својот став уште при гласањето за отварање на потребата за уставни измени, гласав против и кажав зошто тоа го направив. Меѓутоа по овој нацрт амандман говорев на самата комисија, барав одредени одговори на прашања, затоа што сметам дека исклучително важен амандман. Дел од моите колеги претеници дава и своји мислења, предлози. Јас не сакам никој да ставам ни во замка, нити да тестирам, а сум убедена дека никаков предлог нема да се земе во предвид. Меѓутоа, од она што го припремав како материјал, од она што го добив од многу стручни лица на оваа тема, бидејќи јас не сум правник по вокација, меѓутоа знам дека е исклучително важно за државата и сакам да допринесам во овој дел, да дадам своje мислење, да дадам свој придонес, меѓутоа и да добијам одговори на одредени прашања кои ќе ги слушнат граѓаните од вас, зошто тоа е така. Во делот на зошто мораше да се изведе еден ваков процес, посебно во делот на амандманот со тргањето на АСНОМ, односно кажавте дека, односно премиерот кажа дека не се брише од преамбулата, туку 2 пати се споменува и дека се е содржано во прогласот. Тоа неколку колеги пред мене и го кажа, меѓутоа, она што е пред нас како материјал и го читаме, е дека тие 9 одлуки кои се тргаат од прогласот, а се врз тие одлуки се темели државноста, односно она што е важно за Република Македонија. Не сакам да кажам дека што тоа значи за државата, затоа што и вие тоа точно го знаете. Она што граѓаните го до нас го доставуваат, дека и самото плашање, дека со тоа всушност одредена држава со целокупната своја историја, односно Република Македонија не постои, создаваме нова држава, Република Македонија, и треба да се избрише, односно да се создаде во овој дел со промената во преамбулата. Затоа што со ова всушност се укинуваат тие правни дејства. Се што произлегло од АСНОМ, почнувајќи од Крушевскиот манифест, па понатаму се брише. И со тоа, всушност, тој произведен правен акт со кој се создала државата се отстранува и на тие одлуки, што кажав претходно, се темели нашата држава и самата држава и нејзиното постоење, за жал, се укинува. Доколку имаме во предвид дека денешната држава, Република Македонија, е производ на АСНОМ, а вие тоа точно го знаете, со отстранувањето на тие одлуки се укинува и создаваме една држава, се разбира, целта е за да немаме конфликт. Тоа и вие го кажавте, и премиерот, односно да не создаваме некаков иридентизам кон Грција, и се пазело многу во преговорите, меѓутоа, јас и тогаш во комисијата кажав, многу се испазило, многу од наша страна во тој процес, и морам да прашам понатаму, моите дилеми се, имаме нов устав и имаме нова преамбула. Ние сега, така е принципот, односно она што го тумачат и го кажуваат историчарите, она што го професорите по уставно право. Сега ние правиме и чепкаме во преамбулата и воспоставуваме нови действија. Не ние, туку некои други биле подписници при носењето на уставот од 1991 година, а ние ги правиме сите тие измени. Правевме, односно се правија измени согласно измените, односно после конфликтот 2001 година и односно согласно Охридскиот рамковен договор.
Значи имаме промена и мешање во преамбулата. И имаме такво ревидирање на историја, имаме нова историска мемориска картица, која треба да ја направим. Дали е ова точно, има толкава тежина заради дилемата која имаме ние, која има македонскиот народ, која доаѓа до нас и која треба македонскиот народ да ја голтне, за да може да се заврши овој тежок и горлив процес долг 27-30 години. И она што е дилема понатаму, зошто мора да се вметне и Охридскиот рамковен договор, прашаја одредени колеги, прашувам и јас, кога и во текот на сите дебати и од премиерот се кажа дека нема потреба отварање на Пандорината кутија. Ние почитуваме настојувањето за едно граѓанско општество, за еден процес на живење еднакво на сите во Република Македонија. Меѓутоа, она што е завршено согласно Охридскиот рамковен договор и тие амандмани што беа внесени во 2001 година во Уставот е завршена процедура. Зошто ја има потребата во овој дел? Обично, преамбулите кои најчесто ги содржат и уставите на земјите и се прават измени, кои се ослободени од туѓо робство или окупација, или кои се извршени промени насочени на остварување на општествено, политичко и национално образова. Внесувањето на преамбулата во Уставот обично е израз на желбата на новиот политички систем да ги истакнат мотивите кои би се раководиле во донесувањето на Уставот. Значи имаме анекси во рамковниот договор 2001 година, после конфликтот и си ја завршиле својата работа. Мора да ги знаеме тие одговори за да знаеме што понатаму и што ќе се соочуваме. Дали имаме некои нови, други, непознати вметнувања кога ќе дојде трето читање. Во делот на делувањето на целокупната постапка не знаеме што не чека понатаму во овој сегмент и овој елемент. И тоа и вие го знаевте, затоа и ги немаше овие нацрт амандмани во делот пред референдумот, не ги знаеа сите овие што сега се вметнуваат. Тогаш сигурно ќе беше и друга климата, односно друго ќе знаеа граѓаните и тие 600.000. Значи довербата се гради меѓу позиција и опозиција. Довербата се гради во делот на искажаните зборови, во делот на конзистентноста, посебно во делот на премиерот, она што кажува и вие како министер кој го водевте овој процес, и граѓаните мора да бидат сигурни во вашиот конзистентен став. Доколку во тие нацрт амандмани треба да се направат измени во тој и во тој дел, не можеме да имаме адхок нови решенија во делот на некаков притисок, на некакво само допаднување на сите фактори, односно на сите сегменти. Дали било од страна на Грција, како наш сосед, во кој треба да ги испочитуваме, меѓутоа не до крај и не на штета на македонскиот народ. Ние, значи, мора да ги имаме овие одговори, затоа што населението е сензибилизирано во овој дел. Мојата потреба и денес да излезам, посебно во делот на преамбулата, во она што јас го читав и се припремав, навистина е еден дел од нашата историја да треба полека македонскиот народ да ја тргни, затоа што е во очи и действува како да има идентистички позиции кон нашиот јужен сосед. Јас кажав и на комисија, тој идентизам го има на некоја друга страна и некаде на друго место, го нема кај македонскиот народ, со ништо. И нашата цел е кон ЕУ и НАТО
Понатаму ќе бидеме ние едно семејство со Европската Унија, во кој ќе бидеме сите заштитени однос на еден со друг во тоа семејство. Зошто некој во тоа семејство да се плаши од некаков иридентизам од македонскиот народ? Не ја гледам логиката во тој дел. Не знам како вие сте преговарале и во овој дел сте морале да ги вметните сите тие измени, посебно со тргање на одлуките од АСНОМ и ставање на прогласот, само колку да се каже дека нешто еве сме оставиле. Вие самите сте свесни дека тоа им бодело во очи. А тоа е суштинско. Врз тие темели е формирана нашата држава. Висока е цената што ја плативме и треба да ја платиме понатаму. Јас кажав, целта ја знаеме, целта е кон ЕУ и НАТО, ама содржината на тој договор е многу болна и понижувачка за македонскиот народ. Јас така сметам. Доколку имате некои одговори во овој дел, ќе бидам задоволна за тоа што ќе слушнат граѓаните, доколку не, ова е мојата дискусија во овој дел со преамбулата.